Се уште не може да се контролираат граѓаните кои со своите моторни возила се движат по новото шеталиште си додека не се стави технички прием, посочи градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов. Во тек се активностите за доуредување на шеталиштето, а честопати по новото шеталиште може да се забележат граѓани кои со своите мотоцикли се движат по него. Јорданов е дециден дека по завршувањето на активностите ќе следуваат и соодветни контроли од страна на одговорни лица. Морам да напоменам како што е и темата на пресконференцијата, дека шеталиштето се уште не е завршено. Како што напоменав, ќе се преуредуваат самите плочки, ќе се поставува урбана опрема и ќе има времен режим на движење на автомобили и секако ќе следуваат одредени контроли од страна на одговорните лица, затоа што сепак овде постојат деловни објекти кои што имаат потреба од достава. Согласно предвидената динамика е предвидено наутро од 6 до 10 часот да има можност за достава на роба, а веднаш после 10 часот ќе биде затворена улицата. Со оглед на тоа што на самото шеталиште има деловни објекти кои имаат потреба од достава, ќе имаат можност за достава на роба во период од 6 до 10 часот, а потоа шеталиштето ќе се затвори и нема да се дозволи движење на моторни возила. Имајќи во предвид дека деновиве кои што следуваат ќе се работи исто така, се уште не можеме да влеземе во фаза на контрола на сето она кое што ќе се случува на улицата Ванчо Праке, затоа што и самите изведувачи за потребите на шеталиштето влегуваат со моторни возила, влегуваат со градежна механизација, така да се додека не се стави со технички прием шеталиштето, нема да можеме да ги контролираме граѓаните кои што можеби ќе се однесуваат несовесно. Инаку едносмерната улица во Штип беше затворена од 15 август до 15 септември како пробен период. Потоа и целосно беше затворена, а во меѓувреме се работеше и продолжува да се работи во првата фаза на поплочување и поставување на урбана опрема.